пат мој гостин е доктор Кристијан Христовски, тој е стоматолог. Од 2 недели во кома, после тешка сообраќајна несреќа, до човек што денес им помага на лица со посебни потреби. Животна приказна за сила, пат, будење и нова смисла за живот. Добре дојде. Боле ве најдов. Чест ми е што сум и јас гостин во вашава емисија денеска. Каков човек бевте вие пред сообраќајната несреќа? Јас бев многу добар ученик, значи мислам одличен ученик, бев од прво до 8 одделение. Ви затоа што дедо ми беше таков човек, на него сум крстен јас, он е Христијан, јас сум Кристијан. И сега на 10 јуни баш прва година од медицинско, знам, завршувам медицинско, и да му однесе, нели, тогаш 10 јуни се поздравуваме со класната, се одиме кај дома. И како што одиме, баш се сеќавам тогаш салонот на Априлија беше доматица, карши вулкан. И како што идеме на семафорите под заставаме на пешачки под застанување, се вртам и викам иште убава веспа насивана за Априлијата и дедо ми како што видат закочи тука так на лице, ми вика ајди пробај. И седнувам јас, и вика колку убаво ти стои, не си свесен, твоја е, вози, колку пари е толку. Отиде дома, зема пари ми, тоа ми е поклон од него, што јас и до ден денеска 20 години ја проидоа, ке дојдеме и до тој момент, уште ја чувам, уште ја возам и уште ми е најдрага, баш заради тој момент, меѓу другото. Нема не сте знаеле, видиш дека ќе те однесе во голема опасност. Да, она ме однесе во една голема опасност, ако така го гледаме тоа. Која е приказната позади тебе за оваа твоја реална смртоносна? Да, ова е многу смртоносна, 98% од статистиката кажува дека не може да се се разбуди операција, постоперативно се многу мали шансите да некој преживее од тоа. Баш заради тоа што во конкретниот случај се работи за целосно кинење на главната артерија, една од поглавните артерии на мозокот, менингеа медија на латински. И огромен хематом од крв на главата имав, епидурално десно, централно париетално лево, цел епидурален хематом. И таа операција се вика евакуација на епидурален хематом. Сега ќе се навратиме малце назад. Како дојде до сето тоа? Како дојде до сето тоа? Кој ден беше? 16 према 17 август вечерта имаше, знам, тогаш имаше затемнување на месечината. Еднашка на не знам колку години се случувало и отидовме со тогашната девојка таа да го гледаме тоа од Водно, од Видиковец. И за назад се случи како што еден друг човек со мотор, друг возач со мотор оди нагоре на кај Водно, јас се симнувам надолу, што реално и не со така голема брзина, 50-55 на саат сум возел во моментот според извештаите, според вештачењата. И меѓутоа, затоа што претицал друг мотор, мене ми се видело како кола да иде на кај нас, сум стиснал кочница. Сега сам беше на моторот? Не, со девојката. Ама она ја носеше кацигата. Јас не сакав да ставам таков човек бев. Многу си ја сакав косата, фризурата ги се расипам, дали како јас да ставам кацига. Жими се за таа причина не ја ставав кацигата. Што и ја дадов на нејза дадов кацигата, она ја стаи, нели за назад како што возиме, се случува да го претицаат едниот моторист, едниот возач на мотор да го претица друг возач на мотор и мене ми се видело како кола да оди во нашата лента. Стискам во моментот во паника кочница, се излизгувам со моторот и во летањето удирам во резерварот на другиот мотор со глава и го пробивам истиот. Во моментот настанува клиничка смрт, моментално, значи, и за враќање се враќал некој човек, Мето се вика, знам, разбрав дека се вика Мето човекот, дека басист бил, и за нас за враќање, баш на 17 август му е роден ден, него на мајка му и до таа информација дојдов, нели? Што се ќе да знае човек кога е благодарен. Ме ставил во кола и ме однел директно во државна болница. А девојката? Девојката изгребано коленото до мене. Како? Изгребано само коленото и она до мене. Значи до ден денеска сум во контакт со истото, значи супер, замерак што нема никакви последици. Малце психолошки трауми има, да. Тоа не е лесно да се види и да се преживее, кој сакне го.
И сега што се случува? Ме носи во државна болница човеков и на... Тогаш не си бил во свест, така? Не, апсолутно без свест. На дежурство се дојде на ургентен клинички центар, на дежурство доктор Јујци Магај. И сега јас во моментот имам 17 години, значи се уште не сум полнолетен. А моите беа на викенд во едно кривопаланечко село, во Отошница, баш тогаш беа на викенд. Моментално добиваат повик дека јас сум бил во сообраќај на несреќа и дека треба да дојдат да потпишат за согласност за операција. Кога дошол во моментот дедо ми и на дедо ми и баба ми им се јавило, кога дошол дедо ми во моментот, оперирај го, се вика се ќе направам. Докторот му рекол каде се неговите? Од Паланка се враќаат на кај Скопје. Докторот рекол немам време да ги чекам, го зимам да го оперирам, се е на Господ. И ме земал, ме оперирал на негова одговорност, затоа што видел дека едноставно нема шанса да успеам. И тоа е многу кажува за еден човек, ти да земеш дете, што не го познаваш, што прв пат во животот го гледаш, да го земеш 98% сигурен дека ти таа вечер ќе одиш во затвор ако него. Значи 98% одиш, 2% не одиш во затвор. Според статистиката на смртни случаи. Ме зима и ме оправа. До ден денска цел живот ќе му бидам благодарен на тој човек и со него сум исто така во контакт. Он сега во Систина работеше последно. Па знал дека ако не те земе, ќе се... Едноставно тоа е тоа, вика. И те видел веројатно дека како свое дете. Најверојатно. Тоа е, јас до ден денска се чудам што треба да натера, како ми била мене судбината, како ми било мене, ајде што викаат по стариве пишано, да човекот на таков чекор се одлучи за да ја преживеа. И ете го преживувам тоа и во моментот се будам после операцијата. Мора да ме држат во индуцирана кома. Тоа е вештачка кома, се додека сум бил таму на Карел. Кога ќе се разбуди од кома, види човечкиот мозок... Чека, после операција се разбудите или не? Кога анестезијата, кога поминала, јас сум се разбудил. И отпосле се те стават во вештачка кома, така? Мора да ме стават во вештачка кома. Тоа е заштитена заради тоа што... Беше свесен кога помена анестезијата? Не. Човековото тело, човековиот мозок е фасцинантна работа. Значи, тој има како заштитен механизам, има одбрана од тоа, има одбрана заштитен механизам, има се вика ретроградна амнезија. Он не се моментално заборава, става во заден план се што му се случило во моментот на ајде да речеме екстремноста, трагедијата. И нема шанса, скоро не се враќаат некогаш слики. Јас имав таа среќа да не ми се вратат никогаш никакви слики, немам она PTSD што го викаат посттравматски стрес. Апсолутно никако ништо немам. Едноставно не ми се случи. Не имаш слика од падот од моторот? Тие 2 секунди, 3? Да, тие 2 секунди, да. Буквално последно нешто што сеќам кога реков паѓам и кога ги стиснав ушниците. И од тогаш веќе не памтиш ништо? Од тогаш не памтам ништо. Дори беше во кома, колку време беше во кома? 2 недели? 2 недели, да. Седна се со индуцирано се без разлика дали индуцирана или кома настаната заради травматски последици, мозокот е во истата состојба. Што значи комата како кома е исклучување, непостоење на било каква мозочна активност, освен на виталната, да ги одржи виталните органи. Дали ја виде таа светлина бела, што кажуваат сите или не? Не, искрено да ви кажам, јас за тоа и порано се сомневав. Тоа го кажуваат луѓе кои што сакаат најверојатно некој публицитет. Јас не се сеќавам. Добро, можеби да, можеби не. Да. Не можеш се. Да, не тоа сам. Не се сеќавам на никаква бела светлина, нешто да сум го гледал своето собствено тело од згора на такви работи, не се сеќавам на ништо. Прво нешто на кое што се сеќавам е на хамбургерот од седмица после дома кога дојдов од болница. Тоа е тоа, во моментот јас си во болница и кога ме разбудиле од кома, додека сум бил на оделение, тоа се такви догодовштини што од оваа инстанца се дури смешни. Такви дешавки што ми се дешавале додека сум бил од оваа инстанца се смешни. Што сум пробувал да направам, каде ќе сум паднал, сетте се.
И што си пробал, што ти кажува? Па, прво нешто, кога човекот ќе се разбуди од кома, прво нешто што му се активира е систем за репродукција. Не е за човек одма бара како да се размножи. Прва работа. Тоа е вродено во сите. Па после тоа, како сум гушкал некој, како сум викал дека секој му биде подобро, дека секој биде добро. Сум се поздравувал со човек од оваа страна, ќе се поздравам на креветот, ќе дојде од другата страна, јас пак ќе се поздравам. Толку кратка меморија. Толку кратка меморија. И од кој ќе се разбудиш, ти од кој ќе те разбудат, од било каква ургентна состојба, кома ли или Да, тоа ме било што интересираше баш првиот момент кога се будиш. се будиш и Очите што те ставаат на оделение. На оделение те стават, тоа е интензивно оделение, интензивна нега каде што мора ти ги нагледуваат сите витални функции додека да си сигурен дека ти си окей да си дом. На кое место си оперира? Главата. Само главата, на само други главата. делови телото не? Апсолутно никаде. Само главата, само тоа евакуацијата на епидурален хематом, огромен хематом, тоа е буквално гребење на мозокот од засирена крв. Ето тоа представува, тоа вака во народски кажано. И мозокот, замислете колку е мозокот скоро па совршена работа е мозокот. Фасцинантна работа. И ти таа толку нежна, толку деликатна и толку совршена работа да треба да земеш инструмент и целата крв да ја тргнеш од неј повторно да го затвориш. Секако ќе има некогаш негови последици, никогаш што нема биде туку така. Кажи ми за после будењето. Се разбудив, знам тогаш многу бев гладен, после будењето, не се сеќавав апсолутно на ништо и на никого. Се од мојот живот морав да почнам од нула. На никого не се... На никого. А родителите, дедо ти? Родителите, толку. Ги паметеше, така? Да, најблиските, тие што сум гледал, толку. Никој друг. И брат. Не се сеќавам човек ништо, буквално еден рестарт. Нова шанса, нов почеток на се. Колку време отпосле беше, лежиш? Опоравувањето? Не, јас Опоравување. како човек имам некоја брза моќна регенерација најверојатно за било што, па и за тоа. Рачунај дека јас сообраќајката ми се деси на 16 према 17 август вечерта, јас 1 октомври бев во школа. Тоа е премногу брзо и тој им советувале 1 година да пропуштам, да седам до. Нема шанса. Не, јас буквално не се сеќавав на никој, дури на никој од тие што ми се од клас. Добро, отпосле ти се врати меморијата на Да, пријателите тоа е многу интересна работа. Јас баш и затоа останав во школа, заради тоа враќање на меморијата тој ден. Јас не се сеќавам нели на ништо и на никого, моите ме зимаат од болница, ме носат дома и почињаат да ми кажуваат за мене кој сум, што правам, што сакам, што не сакам. Генетика сум се сеќавал, на генетика, на максилофацијална хирургија сум се сеќавал многу дека сакам и тоа е тоа. И ме носат се да ми кажуваат од почеток и сега ајде да го однесеме дете во школа, да го познаеме со деца, со тие што било во клас, го отпишеме, тоа е тоа. Нема 1 година, ми советуваат дома да се. И да нели се собираат сите овие од клас, што ми се тогашната моја класна Даница Подолешова, Бог да ја прости, прочуено лоша професорка. Прочуено лоша, ама мене ме сакаше до сакај. Тоа беше невидена љубов. Не пропуштила ден да не отиду во болница. Тоа и моите го знам. Не пропуштила еден ден. Тоа беше дури чудно. Дали твоите родители нешто поминале? Која болката да Јас- видиш детето како ти? Да, јас викам, јас тоа што сум го поминал. Тоа е едно и друго. Тие околу мене што го поминале тоа. И тоа што го гледале. Тоа е чудо. Тоа е за нив чудо. Браво за нив. Тоа, како се до ден денеска психички здрави, само еден Господ знае. После сите тие работи, знаеш, кога ќе се разбудиш од кома, не е така како да се будиш од сон. Што помислиш дека кажеш бил многу гладен? Што помисли на прво? Што? Сендвич од седмица. Прва работа на која што ме враќаат од Сите го болница, сакаме, кај да, дома дека- застани сендвич од седмица, само со ракот нема, не зборев. Ти донеса?
Не какво донесување, Не сме. на застануваат на пут од болница до кај можам сендвичот, седмица, мора, тачка, тоа е тоа. И тоа е нешто на прво што се сеќам на тој сендвич. А ти закажав како останав во школа. Да. И сега се запознавам со едно друго дете, трето дете, четврто дете и доаѓа на Марија, тогаш учеше со мене, јас бев многу необично дете. Знаете, тогаш необично? многу необично и во друштво едноставно меѓу сите се двоев, еден од тие што се двојат. Да еден пример како се двоеше на кој Ето, начин? например, сите слушаа некоја си поп, некоја забавна музика, српска музика. Јас и таа Марија Аневска екстремно, значи треш метал до крај. Треш метал и тоа е тоа. Од прв ден на животот сакам метал до ден денеска и син ми сака метал ако има 2 години. Да ми кажеме дека сега се стрекно женет, имаш 2 дечиња, нека се здрави и живи, 9 месеци и колку беше? И 2 години, И 2 9 години. месеци. Да поздравиме сопругата. И кажи ми за Марија, извини, дека спомна на... Да, и јас бев од тие, немав некоја долга коса или нешто да се облекуваш. Не го сакав тој начин, тоа изгледање. Таа мода не можев да ја сакам. Јас од секојаш сакав класична мода. Сум роден во одел, буквално до тој степен, многу сакам таква мода. Меѓутоа, музиката која што ја сакам, мојот изглед и мојата професија апсолутно едно со друго не се ни малку не се подудара. И таа Марија исто како мене сакаше метал и до ден денеска сака метал и ама не изгледаше така. Кожни јакни, бушава коса. Да видиш, мора да едноставно ќе ти остане вака, специфична. Со харизма. И доаѓа она да се поздрави со мене, се запозна и ја и викам кај си бе Мацо, без тебе нема живот. Ми го пишува во алманах тоа како пиес Мацо, без тебе живот нема. И сите во моментот остана збунети, чека како ме какво пишување, продолжува со школа, нема шанса, не значи ти се врати, тука веќе ти се враќа меморијата. Тука почињаме се враќа меморијата и јас си почињам во школа. Се супер, си завршувам школа, завршувам факултет, затоа што јас тоа што го работам го сакам од мои 4 години. Јас многу сакам да видам, многу си ја сакам работата. Многу сакам стоматологија. Јас сум фасциниран со устната празнина, не само со зъбите, со целокупната устна празнина, со се. Колку се тоа збир на имперфекции, на несовршености, кои што заедно се склопени да функционираат совршено. И секоја некоја отстапка од таа совршеност прави патолошки процеси, прави болести. Сега дали е нешто со пехато, дали е кариес, дали е бактериска, дали вие ќе извадите еден запас, сите ќе се навалат на тој простор. Едноставно тежно е се да си биде во баланс и да си дојде во нормал. Си помислил некојаш дека никош нема да се вратиш на нормален живот, дали си имал нека таква мисла те поминала? Да, многу често. Многу често после една таква екстензивна травма на главата, ако на еден човек, ако на конвенционален човек, на било кој студент му треба 1 сат да ја научи работата, конкретната работа, мене ми треба 3 сати или 4. Меѓутоа, упорноста на еден човек и љубовта према професијата прават и тие 4 сати. Мене ми треба 4 сати да го научам. Добро, 4 сати нека бидат. 4 сати останувам и ќе го научам тоа. Ама се што треба човек е за тоа што го сака да биде упорен да го добие. Затоа што самата желба само по себе не е доволна за ништо. Без амбиција, без труд, без работа нема. Едноставно не паѓаат работите. Имаш последици после оваа травма? Па, искрено, заборавање почесто. Видете колку пати во денот? Не во денот. Општо? Општо, онака, ајде да речеме како заборавен човек, да знае да не ми текне на некои работи. Не е секојдневно. На почетокот имав вагални напади, имав фокални моторни крижи, тоа се превод тикови. Тоа е епилептични напади. Да, тоа од прилика тоа. Од мислам моменталните работи.
А од кога се разбудив од операцијата до сега, тоа беа каде поголеми проблеми. Дури не може да се контролираат ни физиолошки нагони. Например, одење во вецето. Мене ми се случи и таква работа. Меѓутоа, среќа моја па сокласниците беа многу совесни и многу добри луѓе. Затоа што да бидеме реални, децата знаат да бидат и многу сурови. На таква работа да се дете помочу гаќи на час може да добие зафркавање. Сега булинг го викаат и не знам што да се убие детето од психолошка травма. Да. Меѓутоа, ете и таа среќа, се некако сите коцки некако во животот ми се подредија да станам тоа што сум сега во моментов. А иначе, откога ќе се во брзо време, непосредно после операцијата, не зборуваме дали секој ден се заборава како се викаш. Повеќе пати во денот забораваш како се викаш. Учиш да пишуваш, учиш да читаш, учиш како да кажеш дека ти се оди по веце. Не да отидеш во веце, да кажеш дека ти се оди во веце. Тоа е една сосема друга тежина на зборот што е лице со потреба. Најтежок психички процес што си го поминал во тој период после? Не, најтежок психички процес ми е тоа што јас, знаете ли со тоа колку потешкоти сум задал на сите околу мене. Тоа и они сето тоа да го пребродат со мене, тоа е навистина многу работа треба. Многу работа, и мајка ми, и татко ми, и Бог да ги прости, и дедовците, бабите, сите. Кажи ми го, ме интересира, дали се плашиш од некои работи после ова чувство што си го поменал? Дали се плашам од некои работи? Дали имаш страф од нешто? Па јас имав некое време страф од тоа, немав страф од мотор, јас имав страф да се качам на мотор. Не затоа што мене ќе ми се случи нешто или ќе направам пак некоја глупост, не. Јас се плашев дека со моето качување на мотор можам да предизвикам болка повторно на многу луѓе околу мене. И не сакав ни подразно, уште еднаш јас имам 8 години помал брат од мене. Се рече, јас сум имал 17 години на моментот на сообраќајката, значи брат ми имал 9. Така, брат ми имал 9 години, се враќам, ме носат моите од дома и сега брат ми не му кажувале што и како мене ми се случува, но очекувал да кажам во болница. Во болница отиде Кристијан, од болница ќе дојде Кристијан. И на денот кога се вратив со транспарент земал застанал, добре дојде дома, Кристијан пишал. Фацата му ја памтам кога му се смени, кога ме виде, кога кој си бе ти му вика. Крај. А не го познаваше брате во тој момент? Не знам кој е, не знам што е тоа брат. А не па ништо, ви кажам, од апсолутно нула почињаш од ново да се градиш. Несреќата те направи поемотивен, посвесен? Несреќата ме направи уште поупорен за некои работи, а емотивен јас секако си бев емотивен и свесен за многу работи. Како карактер бев таков од дете. А иначе несреќата направи многу работи во мене, смени што до тогаш ги немаше. Направи еден сосема нов човек од мене, што денеска, фала Богу, сум сосема окей со тоа што сум. Колку помина? 18 години? 18 години. Сега си добар стоматолог, добар доктор, така? Се надевам, тоа можат моите пациенти да кажат. Јас сум многу самокритичен за својата работа, меѓутоа... Ако тоа е здраво, тоа е здраво. Ме интересира како се одлучи да работиш со лица со посебни потреби. Тој момент многу ме е битен. Јас, од кога ми се случи сообраќајка, јас многу добро стана свесен што е човек на кој што му треба, што има потреба од некој друг човек. Како тој човек сака да биде виден, тоест не толку сака колку што има потреба да биде виден, чуен и разбран. Како што вие сакате да бидете разбрани и слушнати, така сака исто и тој, меѓутоа тој ја нема доволната интелектуална
спремност или има милион и една друга пречка кои што го ограничуваат од истото тоа. И тоа е навистина една многу болна состојба да ти ги гледаш сите околу тебе различни, дека си ти различен од нив и дека си помалку од нив и дека тие се подобри, а ти не си. Тоа е навистина многу. А конкретно со какви лица работиш? Со лица со Даунов синдром, со лица со аутизам, церебрална парализа, со било какви телесни, психички или комбинирани пречки, со лица со ретки генетски болести, со изнемоштени лица, стари лица, со апсолутно сите. Работам и со конвенционални пациенти, работам со деца, работам со лица кои што имаат дентофобија. И тоа збориме дентофобија како страв од забар кој што јавува и клинички симптоми, забрзана работа на срце, панични напади. Не страв од забар. Страв од забар и дентофобија се два сосема различни термини. Клинички. Кои ти се најчести пациенти сега што ги работиш? Најчести пациенти во моментов се со комбинирани пречки. И со интелектуални пречки и со телесни инвалидитети во на себе. Како изгледа еден твој ден да работиш со лица со посебни потреби? Па, кога се работи со лица со посебни потреби, денот започнува пред да започне воопшто календарскиот ден. Кога ќе ти дојде, дали треба да си и ти психички стабилен за да знаеш како да допреш до тоа дете, за комуникација, за Секако треба да си психички стабилен, а тие деца многу осеќаат енергија. Многу чувствуваат енергија, значи мора да си смирен, мора да си сталожен, мора да си среќен. И како човек воопшто да работиш како стоматолог, мора да си на себе 24/7. Заради тоа што устата е најделикатното нешто што го имате на себе и во главата. Устата е збир на милион и една работа, како што ви кажав, што функционираат. Тие се сите милион и една работа се несовршени, ама склопени заедно прават една совршена целина, што и како прави огромна функција во вашиот живот. И сега вие да го доверите целото тоа богатство на еден човек, кога ќе го видите тој човек, мора да имате доверба. Морате да знаете дека вие вашата уста ја давате во сигурни раце. И дека тој ќе направи се само за да бидете вие здрави. Ако не го зрачите тоа од себе во текот на целиот ден, не сте за стоматолог. А уште помалку за стоматолог кој што работи со деликатни деца. Не ги викам ни посебни, ни ги викам деликатни. Затоа што тоа како случај е деликатно. Нема Имаш некој пример да ми дадеш? Случка некоја? Па случка, имав една пациентка која што мајката... Пристапот многу ме интересира прво. Да, оваа случка точно ќе ви опише за што станува збор и каков треба да бидете како човек и како доктор за тоа да го направите. Имав една пациентка која што е со развој на афазија. Има и интелектуални, и психички, и физички пречки, се. Бркани беа од неколку ординации, да потенцирам, од неколку ординации заради гласно дерење, заради не знам како однесување, не сме било што. Што беше решението да она се носи мост од шеска до шеска порцелан? Знаеш ли што беше решението да ми даде сето тоа да го направам на неа без она да рипне или да направи било каков ексцес? Само едно кругче со кола низ Бардовци. Само тоа. Како кругче? Седнува до мене у кола, ја палам колата, возиме едно кругче низ населба, си седнува на столица, ајде, отвора, уште и толку работи. Тоа беше нејзино барање? Нејзино барање, сакам да се возам. Добро. Интересно. Ти треба да ја прашаш тоа, треба да прашаш зошто се плашиш, што се плашиш, што ти е страв, од мене ли се плашиш, од метро и желба за растење у плава униформа, од што се плашиш? И кога ќе влезеш во психата на детето или на човекот, веќе они може да ти дозволат да направиш се. И ете, тоа е едно кругче што мене не ме чинеше ни, не знам, 5 минути од мојот живот. Направи едно дете да има една се возрастна особа, има 20 и кусур години, една возрастна особа да има и поубава насмевка, а и помалце страв. Затоа што по светска здравствена здравието ни представува отсуство на било каква, тоест целосно психичко и физичко здравје на човекот. Што значи ако ти дојдеш психички здрав, со болен зоб,
да ти го направам јас забот, и ако излезеш со здрав забот, психичка травма, јас не сум ти излечил. Јас само сум ти направил нов проблем. Преđи бри го другом. Каков ти е пристапот кон деца со аутизам? Лицата со аутизам, за разлика од овие лица кои што имаат интелектуални пречки, се многу друга работа. Лицата со аутизам се со или нормална или повисока интелигенција. Меѓутоа, аутизамот како болест е болест кој што го зафаќа најпрво сензорниот систем, сензорните сетила, па свеста за комуникација и свеста за интеракција, за дружење со другите. И од човек може да направат да он има тикови, да бега од различни физички стимули, како што е например на светлина, на звуци, на бои, да тие бои него екстремно му сметат, светлина екстремно да му смета или звуци некои екстремно да му Како ги смета. работиш нив? Па прво, многу битно е при закажување на самиот термин да јас дојдам во контакт со лицето кое што е одговорно за детето. Јас да му поставам серија на прашања на база на кои што јас подоцна ќе формирам еден случај. Да бидам спремен на се. Дали детето и како детето се однесува, дали што имале претходни посети на стоматолог, како поминале тие, зашто поминале така. Дали детето е сензитивно на звуци, дали детето е хиперсензитивно на допир, дали е на било што. И сите тие стимули кои што би го вознемириле детето или би му направиле да оно не се почувствува така како што треба да се чувствува во моментот, ние едноставно ги отклонуваме. Ги тргаме од целата работа. Што значи дека стоматолошкиот пристап кон лицата кои што имаат аутистичен спектар на нарушувања бара темелно планирање на една работа како што би можеле да завршиме. Цел тој пакет, пота, Цел кој тој ќе седна пакет на столот? седнува на столот. Мирена, така? Прво пречекувањето на детето во ординацијата. Оно кога ќе влезе, оно мора да се почувствува безбедно. Мора да се почувствува дека е во сигурни раце. Сакаш да трчаш по цела ординација, трчај по цела ординација. 5 дена ако треба да го носи. хиперактивни се. Нека трча. Сакаш се да пипнеш, пипни се. Во оваа ординација ништо не е поскапо од тебе. Се купува, човек не. Човек постои само еднаш. Барат присуство на родителот? Присуство на родителот, Самите они дали барат или не? многу зависи. Многу зависи затоа што голем дел од нив безбедната зона ја наоѓаат во родителот. И е убаво родителот да биде присутен прво и како да ни олесни работата, а и законски исто така лице под не знам колку години, не се уште полнолетно, треба да биде во присуство со родител на стоматолог. Дете Си имал несакано дејство, агресија некој да си има десана? Да, имало случаи кога ќе има агресивно дете, кога детето нема да сака да се работи во ред. Никој не те тера денеска да го направи. дур си во работата? Да. Дуре на кревет? Да, момент да... Да, имало повеќе случаи така. Дури со деца кои што се со типичен раст и развој имало такви случаи. Инциденти. Имало. Меѓутоа, целата работа е да ти бидеш сталожен како човек, да знаеш тоа како да го спречиш. Детето да осети дека е во раце на човек што знае што работи. Дали денес луѓето доволно ги прифаќаат овие лица со посебни потреби? Колективната свест за тоа, кога станува збор за лицата со посебни потреби, кога станува збор за лицата со аутистичен спектар, нажалост се уште не сме развиени во тој степен да речеме дека се прифатени тие деца. Затоа што знае да се случи подсмевање на такво дете од страна на други деца, знае да се случи да се тргнат од него заради страв. Човекот има страв од непознатото. Најголем страв е страв од непознатото. Што ќе ми се случи, дали ќе боли, тоа е се од непознато. Дали утре ќе се случи ова, дали тоа се од непознатото. И човек кога ќе види нешто што е различно од него, знае да биде многу да се тргне на страна. Кој момент од твојата работа нема никој што да заборавиш? Моментот мојата работа што нема да ја заборавам. Со овие деца нешто се работа.
Ако има, ако. Има. Колку многу задоволни кога едно такво дете доживува болка, кога доживува за болка конкретно, тоа е многу непријатна болка. И за едно дете кое што не знае ни да каже што му е, оно може да се удира, може да вришти, може се и све што да се случува за вие додека да познаете што е со него. И кога ќе дојде на стоматолог, кога вие ќе направите таа болка да му ја снема, не можам ни да ви опишам каков е погледот во очите на лицето кое што го болело со ноќи и ноќи, му закажале за година дена, например, интервенција, и вие ќе направите тоа да му го снема во рок од неколку минути. Задоволството на тоа дете и довербата која што оно ја стекнува со тоа што сте му ја направиле во тој момент е неограничен. Нешто што не може да се опише со зборови, навистина. Што би порачал на луѓето што поминуваат низ тежок период и мислат дека нема израз? Нема неостојива тврдина. Има само лошо организиран напад. Ако вие сакате нешто да постигнете, ако доволно го сакате, вие ќе најдете начин да го направите тоа. Се што треба е да бидете само малце упорни и да верувате во себе. Никогаш немојте да се откажете, никогаш. Без разлика колку и да биде тешко во животот, има само една работа која што е непоправлива, а тоа е смрт. Се друго може да се поправи и од се друго има решение. Како живееш денеска? Дали секоја минутка ти е битна во твојот живот? Денеска си живеам, ајде да се изразам нормално како сите луѓе што живеат, со тоа што си го сакам многу повеќе животот. Јас и денеска го возам истиот тој мотор, еве конкретно оваа година почнав, овој месец почнав да го возам мотор. После 18 години повтора се качи. После 18 години, да. 18 години Може би нема да имаш ваква шанса, дали си сеса. Дури ти искарав и на месенџер кој ми рече, кога те прашав до кај си, нели? И те искарав и точката која ти кажав, пак си на мотор. После се што си поминал. Пак. Како може да се качиш? Ти кажав ретроградна амнезија, не се сеќава мозокот на ништо. Сакаш да кажеш дека сето тоа си го имаш пребродено? Па не само така, сега ти кажам и една друга работа. Немаш страв да се качиш повторно? Не, апсолутно никако. Знаеш зошто? Заради тоа што мојата сопруга е специјален едукатор и рехабилитатор и гешталт психотерапевт во обука. Гешталт психотерапијата е психотерапија која што се базира на една работа, тука и сега. Не постои минато, не постои идно. И во физиката исто. Нема минатото завршило. Вие не можете да одите во минатото, не можете ни во иднината, таа не постои. Овој момент е тој момент што го живееме. И ако тој момент што го живееме ние не си го направиме да биде совршен, зашто? Каде ќе чекаме во иднината да се случи нешто совршено? Не, ние се треба да си направиме, ама треба тука и сега да живееме во овој момент, за да го постигнеме тоа. Иднина не постои. Се уште не се случило. Овој датум е тој датум, минатото поминало и тоа го нема. Постои само тука и сега. Сегашност. Сегашноста е мајсторијата на цел живот е сегашноста да си направиме убаво. Што ќе правиме? Ќе патиме по минатото, не можеме да го смениме. Да планирам иднината, апсолутно е лудило е тоа. Јас знам дека во психологијата дефиниција на лудило во психијатријата е правење на иста работа очекувајќи да се случат различни резултати. Една иста работа, ако јас 10 пати ја фрлам чашата од овде и очекувам дека 11-тиот пат она ќе полета, значи сум луд. Тоа е лудилото. Меѓутоа во оваа случка има толку многу варијабли и параметри што видите како не е истата работа. Јас немам 17 години веќе. На 17 години кога ќе дојде еден таков мотор, без разлика што е пескам, на таква работа на 18 години мислите сосема поразлични. Пробувате на сосема погрешен начин, погрешни луѓе да им пресилите. Тоа си бил со Веспа, така? Да. Со Веспа. Со Веспа и со Априли. Моторите се уште се актуелни кај нас. Што би им препорачал на младинава сега? Што многу несреќни случаи има така. Има многу несреќни случаи заради тоа што младинава, како што кажав, одбира погрешен начин да импресионира погрешни луѓе. Луѓе кои што понатаму во животот никако нема да им требаат, на начин на кој што никако не би се ценел. Зошто би сакал јас со моторот да дивљам по
да дигам на една улица по сега на овие години, да дигам на едно тркало на улица или да се тркам со 200 на сат помеѓу коли. Зошто? Моторот е превозно средство. Средство кое што, ете во мојот случај, тој мотор, што сега го возам после 18 години, не е само мотор, тоа е и еден трофеј на победување на психичка травма. Соочување со страва, да. Да, соочување со стравот. Јас со работата со мојата сопруга, нели, она е, како што кажав, и гешталт психотерапевт во најави, и како особа, она е особа која што не може да свати дека некој неизин близок и сакан има болка. Затоа што и психичката болка е било каква болка. Тоа е најстрашна болка. Најстрашна болка е. И луѓе кои што немале психичка болка, најчесто ментална не им се ни верува дека такво нешто може да постои. И кога виде дека јас страдам од нешто или по нешто, он реши да работи Со тебе. со мене. Па чекај, мене не ми е страф од мотор. Од водно па никако не ми е страф. Јас сум заљубен во Скопје, заљубен во водно, заљубен во сите обележја негови. Јас никако не ми, едноставно ми е тоа поминал. Нема да се случи никогаш повеќе заради тоа што сега сум и позрел и Да. одговорен човек, татко на 2 деца, кои што јас во денот сакам денот да ми заврши ван куќата и да се вратам повторно кај нив. Ако не се однесувам како што треба, ако возам диво, ако возам неодговорно, без заштитна опрема на себе, Сега ставаш кацига? без кацига не се качувам на мотор. Во ургентен центар, кој ќе прашате човекот кој што настрадал од сообраќајка, да, сега што би се, пред да настрадаме, пред да не се случи нешто такво, ајде да не си ја расивам косата, кацига нема да ставам. Вручина нема да... Затоа сакам за крај, за оваа емисија да ми објасниме на младинава за оние бесни моторчи. За да не им се деси тоа што се десило тебе. Животот нема реприза. Животот нема да, ако нешто ви се случи, нема да ви даде шанса повторно да го правите истото. Еден е животот и е многу убав. Ова наше Не знам дали ги преживеат како тебе така. Не знам зошто тогаш да си го ставаме во ризик. Ај собствениот, а ризикот на другиот, тој што вози 200 по улица не може да биде сигурен дека во моментот нема да му истрча некој на Ами ја ги гледам, да, ја ги гледам. Или нема куче да истрча, или мача на сред пат на автопат. Да поминува на автопат, вие со брзина од 200 да го удрите на сат. Толку. Ако кола со 60 на сат удри во зид, физиката кажува дека на нејзе делува иста сила како колата да сте ја фрлиле до 4-ти спрат. Приземје, први, втори, трети, четврти. Тоа е огромна сила. 60. 200 е веќе незамислива, ретко ги преживува тоа. Здрави живи, нека се сити и нека им даде Господ памет тогаш. Да, памет и никако без кацига. Никако без заштитен. Вие ургентен Други центар. заштитно опремема нели реци се. Да, има елеци, јакни, костобрани. Зависи. Во согласно со моторот и со тоа што сакате вие да постигнете со него. Сакаш да возиш 300 на сат, пријави се на трк, пријави се на патеките, каде што си плаќаш котизации, ден си возиш, ако имаш таков мотор. Кристијан, ми беше чест и задоволство што ми беше гостин во емисија. За крај сакам на гледачите за оние што ќе сакаат родители да дојдат до тебе, што имаат проблем со дечињата со посебни потреби, каде може да те најдат? Па јас во моментов Први работам... како од Инстаграм акаунт и Фејсбук, може преку тоа. Мојот е доктор Кристијан Ристовски и на Фејсбук и на Инстаграм, и може да ме најдат во Дерман Дент, работам на Џон Кенеди во Чај. Добро. Бидејќи знам дека ќе прашуваат. Да ги поздравиме? Апсолутно поздрав и до сите, и до родителите, и до моите пациенти, И до моите гледачи. И до моите гледачи. Сеги твои. Поздрав, чао.